чекам само со ова, не можам да се смирам. Бегаш само како мислиш да те стигнам. Baby, не сум тука да си играм. Арогана, али тоа е окей. Се прави важна уште од првиот ден. Вајба на реплей. Се мола да е вистина, да не е фейк. Фейк како мелодија. Низ град со Кики. На твојата објава на Инстаграм, на твојот кавер од Наш свет, кога си бил помал, велиш за това насловна стои дете што немаше ни 40 динари да си го купи списанието во кое се појави. Дете што немаше облека за фотографирање, ни ручек за во училиште. Булинг, сиромаштија, тишина, ама и инат. Почна се од оваа насловна и од едно дете што не се предаде. Да, точно е. Јас ретко кој знае доаѓам од мало место и не знам, не сум сакал да го потенцирам и тоа, бидејќи некогаш и релевантно кои сме, што сме и зошто се. И јас израснав во село, село Орман се вика, а тоа е во Ѓорче Петров. И тоа е едниот дел од моето детство, вториот дел од моето детство е во населото Даметруев. Во секој случај да излезеш ти од таму и да станеш некој нешто, стварно треба веројатно среќа. Веројатно треба многу труд и да се бориш. Бидејќи, не знам, моите не се некој кој што можеле да ми удоволат на секое мое барање, не можеле да има возможност компјутер во тоа време. Да не зборувам дека во село не можеше да ставиме интернет како денеска што се става насекаде. Имаше еден обид, се сеќавам во тоа време, се ставаше преку антена за директно да презема сигнал од репетиторот на водно. Беше неуспешен и ја бев тотално разочаран, викам добро, јас живеам на место каде што буквално не може да се поврзе ни на интернет, а денеска мислам дека со претрес успеваме да го владееме интернетот, така што, или барем интернетот во Македонија и тој простор кој што беше вакуум, каде што немаше содржина од овој тип. Многу работи се променија, искрено, од тоа време до сега, а тоа што го напише во тој пост е точно. На 16-17 години веќе почнуваш да волонтираш во разни телевизии и медиуми. Јас сега сум четврта средно, ти имаш завршено четврта средно во Ондрадно. Што те натера да го направиш овој чекор и како дојде до таа одлука? Добро, Кики, од кај ги излегува сите информации, од кај ги ископа, бидејќи јас не се сеќавам дека сум ги кажал наискрено. Секоја чест, значи дека на добар пат си во секој случај и ова што ти го правиш е навистина квалитетно и дозволете пофалам да оставим еден таков простор. Сега, А1 телевизија, не знам дали ја паметиш, ако ја паметиш, тоа беше една извонредна телевизија, каде што мислам дека јас ја гледав, ако имаше 24 часа програма, јас целото моје време слободно го трошев да гледам А1. А со извонредни новинари, со извонредни презентери, со содржина која што ретко каде имаше, секогаш постоеше нешто ново. И од тука се роди желбата дека јас можеби сакам да се пробам во тие новинарски води, кои што тогаш за мене не беа новинарски води, туку беа некои водителски води, се појавиш на екран. Се уште тлееше таа желба. Првото практично стигнување до екран беше низ канал 5 телевизија, па тоа продолжи во Сител телевизија. Од Сител телевизија продолжи во TV21, каде што станав уредник на забавна програма и тогашниот Урбан Так. Тогаш ми издосадија веќе медиуми од типот на телевизија и сакав да се повлечам. Тогаш доаѓаш до кулминација каде што буквално не сакаш повеќе да видиш ја. Се повлеков, отидов во новинската агенција Маквакс во тоа време, тоа е првата независна новинска агенција во Македонија. Требаше да работам култура, но тогаш ниот уредник рече дека не култура, ти одиш директно во информативна и мислам дека добро се покажав, но и уште повеќе научив. 8 години ќе поминав таму. После 8 години успеав да стигнам на функцијата каде што на функцијата од човекот кој што мене ме прими, а тој е главниот главен уредник на цела групација. Оттаму излегов и го создадовме Претрес. Пред да се создаде Претрес, буквално мислев дека нема да го создадеме и дека повторно ќе се површам медиуми, бидејќи медиумската сцена е комплексна и воедно треба многу храброст, многу врски, многу пријателства, познанства и така натаму за да можеш да просперираш. Иако јас и во времето на Маквакс бев доста успешен во тоа што го правев, од аспект дека немав страф, дека јас не се плашам да постам какво било прашање. Во тоа време ме памтат многу луѓето, бидејќи нели тоа беа политички времења, каде што ние излегувавме како новинари на терен, бркавме луѓе по улици, јас ги бркав дури и по пешачки премини, буквално без никаков
проблем, бидејќи сметав дека тоа е новинарството. Новинарството не е да седиш во канцеларија и да напишеш текст. Новинарството не е она што го замислуваат луѓето, абе овие ќе добијат на телефон некои информации, тоа е тоа. Новинарството е се освен тоа што луѓето го замислуваат однадвор. Новинарството е претешко за работа и не е толку едноставно како што луѓето го перцепираат. Али окей, нека го перцепираат така подобро отколку да ги замараме со тоа како да создадеш успешна содржина, дека еден стварно тежок процес. Одиш во Макфакс. Така е. Имаш A1On и во 2017 е формиран порталот Скопје 1. Така. Кажи ми го одговори прашањето зашто од забавна до поинформативна некако содржина. Еве ќе го разглобиме, да објаснеме зошто е тоа така. Тоа е градација. Тоа е она што сега недостасува медиумите. Сега толку недостасуваат квалитетни новинари што буквално ги земаат од факултет, најчесто ги ставаат да бидат информативни новинари. Во минатото, јас за среќа, иако сум 95-та, јас го фатив тоа време кога не се стануваше така одма, ајде сега што ќе правиме со тебе, ќе те ставиме, ќе снимеш прилози за вести. Не. Тука имаше градација. Одиш во утренска, ќе си станеш сабајле во 5 часот, ќе си отидеш на работа во 6 часот, ќе спремиш временска прогноза, односно ќе ја симнеш од FTP, ќе ја наместиш за да се емитува во програма, ќе идеш во студио и ќе дочекуваш гости. Следната фаза ти е да те стават на линк да излезеш на терен кога ти веќе добиваш некаква популарност помеѓу повозрасната популација. Поминувај тоа време, па некако ќе се протнеш да можеш да стигнеш до, да речеме, посериозна програма од аспект на магазин, за да можеш да правиш магазински теми и така натаму. Ако воопшто твојата телевизија емитува таква програма. Ако не, одиш на следно, а тоа е информативното новинарство. Тука веќе постојат реално склопи на околности. И среќа, и знаење, и да успеш, немаш ChatGPT, не можеш да седнеш да го искуцаш текстот на ChatGPT па да ти го даде, туку копираш, па се снаоѓаш, па градиш стил. Преоѓаш во тоа практично да можеш да правиш колумни, да пишуваш за медиумот, ако си го пишен медиум. Градацијата е тешка. Денеска не е така. Денеска буквално реално многу се сменија времењата и сум среќен што е така, не сум поборник дека мора да биде се исто. Денеска е многу лесно да водиш портал, тоа сум им го кажал на сите, само треба да знаеш како. Треба да знаеш многу повеќе маркетинг отколку да знаеш многу новинарство за да можеш тоа да го продадеш, а за да бидеш успешен, за да луѓето да те ценат, можеш да бидеш искрен. Таа градација на искреност веројатно јас ја добив во последниот сегмент кога влегов во Макфакс и во A1On во тоа време. Убаво што ме потсети на A1On, да и таму работев паралелно со Макфакс. Али тука се формираше и Скопје 1. Тоа е точниот дел. Во 2017 година буквално Скопје 1 на производ на идеја од плажа. Јас со уште тројца луѓе, еден од нив е денешниот продуцент Горан Екимовски на Претрес, седнавме што ќе правиме. Ајде ќе правиме портал, ајде нешто да се создава пополека, паралелно дека работев во Макфакс. Морам да признам за прв пат дека тоа не беше дозволено, реално, али тврдоглавоста веројатно, желбата за свој медиум, знаењето да го употребиш и да го создадеш, да направиш нешто свое. Јас му помогнав на Горан да го создаде практично Скопје 1. Го создававме бидејќи беше многу лесно. Горан е програмер, а јас сум по струка програмер, така што многу брзо го изградивме како платформа и требаше само да се унапреди. Почнавме со Facebook страница. Денеска се сеќавам дека правевме мерч, како се вели на македонски, сите Facebook страни што ги имавме повеќе, ги создававме во една Facebook страна за да има повеќе лајкови и тогаш немаше followers, само беа likes, да. Кога го направивме тоа некако брзо се проби Скопје 1, но немаше буквално никаква тежина на пазарот. Ние создадовме продукт кој што не тежи. Нема име и презиме, не знаат кои се новинари, не знаат ништо. И затоа не се проби до тој степен да има доверба какво што има денеска. Така што тоа е тоа значење на квалитетен новинар, добар новинар, новинар на кој што народот му верува. Јас спомнав на искреноста и мене многу ме интересира ова, од каде е таа храброст ти да си брутално искрен и да прашуваш искрени прашања со луѓе кои ќе седнат на ова столче спроти мене. Незгодно било, те кажам најискрено да седиш на ова столче, сега разбрав. Од каде е храброста и зашто сметаш дека искреноста е на прво место посебно во медиуми?
Затоа што искреноста на прво место и во пријателствата, и во љубовните врски, и дома со родителите, и со секој еден на улица треба да бидеш искрен да му кажеш на некого ако има нешто на лицето, не да му се смеат другите 15 луѓе посреди него. Да му помогнеш, не знам, на човек доколку му се смикнати панталоните и се гледа нешто што не треба да се гледа за да може да ги намести, да не му се смеат другите 30 лица. Искреноста е темел на све. Претрес, искреноста, објективноста и кредибилноста градиме од претходниве две. Ако ја нема, претрес ке беше во барата на многу медиуми кои што нешто таму прават, седат во студиото, нешто ти мене, Сердаре, јас тебе војводо и така некако си дека се смеевме, ке се бевме многу среќни и луѓето не можат да разберат дека јас стварно се обидувам да одржам исти третман со секого. Единствено што правам градација е на функцијата. Некогаш, како на пример кога ќе ти дојде во студио министер, не е исто со кога ќе ти дојде, не знам, некој екс-функционер кој што веќе нема функција. Ние треба како држава и како граѓани да имаме почити кон самите функции кои што им ги доверуваме. Не треба да ја силнеме довербата во самата функција. Треба да силнеме довербата во самиот човек кој што ја носи функцијата. Тоа е разликата. Така што, ако не бев искрен, веројатно немаше да седам спроти тебе. Апсолутно. Некжен подкастот те опишува како гласот на новинарството во дигиталната ера. Со што јас апсолутно се согласувам, бидејќи јас баш поради Скопје 1 пример следам вести. Порано никогаш не сум следала и поради твоите гости јас ќе упалам, ќе зирнам, ќе видам стварно што се дешава во нашата држава, што мене порано не ме интересирало. Не се изминам веднаш затоа што сум те догал во ситуација да мора да следиш вести, бидејќи кај нас вестите најчесто се црниле и ретко можеме да напишеме нешто квалитетно, да речеме да пофалиме нешто. И затоа пред некој ден имаше едни чоколадца кои што беа украдени околу 45 тона, мома викам ставете ова на Инстаграм да ги одмориме луѓето да се насмеат малце дека 45 тона чоколади некој украл и дека ги бараат по баркод само за да разбиеме нешто. Какво беше новинарството кога ти почна во медиуми? Ова ми го објасни на кратко, ама како би го споредил со тоа сега? Кажи ни малце за сегашноста и ти како новинар во споредба со другите. Неспоредливо, реално, прво ќе почнем од првиот дел на прашањето, неспоредливо, во времето кога јас почнував, стварно се почитуваа многу хиерархии. Многу. Продуцент ќе си го почитуваш, камерман ќе си го почитуваш. Едноставно е, идеш на терен со камерман, ти му го носиш стативот, не глумиш ти звезда најголема на цел свет. Едноставно, ти си исто што и тој, за разлика од тоа што е денес, од организацијски аспект ќе земе. Од аспект на уредништво, секогаш го почитуваш уредникот. Ако уредникот го промени текстот, ти можеш да му аргументираш зошто ти го променил, за да му кажеш дека неговото не е исправно, туку е твоето исправно. Имаше многу повеќе кредибилитет во медиумскиот простор. Немаше многу медиуми, немаше многу новинари. Се броевме на прсти, не дека сега не се броеме на две раце, претходно на една, да речеме, нели фигуративно кажано. Беше сосема поразлично тоа. Сосема поразлично. Многу тешко да се успее, што многу ми беше криво. Плюс ако имаш комплекси какви што сум имал јас, доаѓаш од мало место, се возиш со автобус за да стигнеш са бајле на работа, идеш со првиот автобус. Плюс реално, ајде во тоа време јас кога почнав во посериозно со медиуми, живеев во населбата Дамегровер. Претходно живеев во Орман. Во Орман за да живееш, за да стигнеш некаде, првиот автобус ти е во 5:30, реално, следниот ти е во 6:30. Немаш можности поинакви, така што јас сепак ги земав автобусите кои што беа први на Савајле, да стигнеш на работа, за да можеш да успееш да направиш нешто. Никој не те прашуваш ако ти не можеш, ќе дојде некој друг. Не, ти си еднаков што и другите. Некој може да има дупло повеќе искуство од тебе. Тоа не е важно, но беше тешко да се продаде. Многу суети во тоа време. Мислам, тогаш владеја со медиумската сцена големите новинарски имиња. Нема да напоменувам никој од нив, но имаше навистина големи новинарски имиња кои што беа почитувани. Практично денеска можеш да отвориш портал, можеш да бидеш искрен, можеш да најдеш некој начин за да се пробиеш во јавноста, да ја почитуваш јавноста, за да те почитува тебе. Постои ера на социјални медиуми, ти треба веќе да основаш ни вебсайт, искористи го Инстаграмот, сосема
сосема поразлично. Мислам дека сега многу потешко се снаоѓаат тие генерации кои што глумеа големи суети во времето кога јас растев како новинар, не дека ми е мило ради тоа, туку сега е време тие да се прилагодат на нашето време, така? Кога ние се прилагодувавме на нивното како што тие смета, сега треба тие на нашето. Но од денешен аспект реално многу ми смета тоа што медиумите се повеќе губат доверба поради квази портали. Мора да направиме разлика помеѓу портал и медиум, сосема различно, многу голема разлика, небо земја, така што но нема да исчезне никогаш телевизијата, нема никогаш да исчезне радиото, тоа е мојот став, еве да не биде дека не сум кажал. Сите слушаме радио во автомобил, сите гледаме телевизија кога дојдеме после напорен ден. Само мислам дека тоа ќе градира во еден поинаков аспект, како што и ние ќе се обидеме да го направиме во идниот период. Едни од твоите ретки поранешни интервјуа носи наслов "Голтам кнедли додека не ми згазат на нервот". Каква ти е нивото на толеранција? Ниско. Да? Искрено. Ниско. Посебно со блиски пријатели. Посебно со екипата овде. Имаше и момент кога тој јавно го изразив, не знаев дека ќе влезам во етер, тоа беше во емитување на изборно студио овде. Јас гледам секогаш превју карши мене и јас точно знам кој што клика и кој што прави. И јас гледам дека оди линк во живо од терен, али гледам технички проблем кој што ми изнервира до тој степен што 4 пати им реков не го правете тоа. Ке зезнете и 4 пати не ме послушај, на крај нели работата како што бива беше, ајде да кажеме, не беше професионално изведена. И сега за да го избегнат техничкиот проблем, тие ме враќаат мене во живо, а јас во тој момент удирам по бирото кој што седиш ти и тоа оди во етер, а јас застанувам и викам имаме технички проблем, се правам како ништо не се случило, аз се видов дека влегол во етер, мислам, тоа немаше бегање. Да, буквално трескање на маса и викам добро, ова стварно не требаше и стварно беше премногу, али тоа е после напорна, мислам дека траеше 6 часа програмата и тоа беше тотално да видиш влезе и излезе, се менува гостен, влегува друг, влегуваш, најавуваш, излегуваш и ти си еден. Најчесто во сите телевизии, секаде, во секој медиум тоа го прават повеќе луѓе. Кај мене поради технички можности, поради XY причини не беше возможно во и нели претресе со Ландос, а не претресе 50 луѓе во студија. Така што со пријатели сум уште понетолерантен, исто мислам дека најголемата мана што јас имам дефинитивно е ниското ниво на толеранција. Во последниве 3-4 години кога што следам, те пријави поранешната градоначалничка, се одважи да се докажеш со поранешни министри, беше отстранет од судско рошиште. Океј. Ја следам и Сашка Цветковска и многу сакам лично да ја запознам. Сега не знам дали е тоа што следам, ама некако баш вие ми излегувате во некои вакви контексти. Така да, сајшме малце... Не би рекла скандалозни, би рекла дека со тоа што сте искрени, тоа што сакате да извадите вистината пред народот, дека тоа на некој начин, како да кажам, ви се враќа и на вас. Реално додека кажуваш вистината, сите стојат позади тебе, те тапшат по рамо. Браво, Ландо, многу си добар, мислам тоа. Поздрав. Едноставно како добро, викам немојте толку да ме фалите, ве молам. А од друга страна стварно ми годи бидејќи професијата реално ја работам поради тоа браво кое што го добивам на улица и поради таа поддршка и поради таа мотивација. Но од друга страна кога ќе дојде ваков момент, кога ќе завршиш на суд, идеш сам. Не иде никој, не иде ниту едно браво позади тебе веќе, тука више се губи. Постапката со Арсолска беше првата постапка која што јас сум имал на суд и реално беше најнепријатното нешто што сум го доживеал до сега и се надам нема ништо понепријатно да доживеам. Нека остане на тоа. Зошто? Влегуваш во судница како обвинет, како тужен практично и се чувствуваш дека цел свет се распаѓа врз тебе. Не ти е за парите, но има друг проблем. Ти од таа судница можеш да искочиш со чист образ или да искочиш како клеветник. Ова ме прежеше мене, второ, значи не сакав по ниту една цена да излезам клеветник затоа што знам дека ништо не сум сторил. Но беше совршен начин да ме замолчи и тој стрес кој што го доживеав во тој период кој што го зборуваме сега не сум го доживеал никогаш. Да. Јас со Сашка сме скроз различни, а живееме можеби слични периоди од животот во делот на закани, од делот на претисоци кои што ги има. Реално, јас се поддржувам Сашка, иако имаше еден последен момент каде што јас и таа не се сложивме околу една емисија која што таа ја направи, тотално не се сложивме и реков Сашка, викам, ова не ми се допаѓа, нема ме разбереш погрешно, си наставила мене во контекст кој што е несоодветен.
Не знам дали тоа ќе го признае, но веќе ја прашаш кога ќе дојде кај тебе и топло ти ја препорачувам како гостинка, супер е Сашка. И целата екипа на ИРЛ, Маја Вановска исто е перфекција. И јас не сакам да бидам представен од никого во светло кое што сметам дека е несоодветно од аспект дека не сум го сторил нештото, не сум направил ништо погрешно, бидејќи на долги стази тоа влие. Така се создава јавната перцепција. Тоа што ја кажав пред емисија. Кога ќе видиш лош коментар, едноставно ако сметаш дека ти влијае лошо, не ги читај повеќе. Дај му ги на тимот, нека ги читај, нека ги блише. Немаш потреба да се запознаваш со секоја трета будала што пишела. Стварно, изгубил време, нема што да прави, денеска куцел коментари. Преди преку тоа, едноставно е како избрише, не дозволува коментарите на твојата платформа да се оставаат перцепции за тебе. Никогаш. Се согласувам со тоа. Само веќе кога сум млада, кога сум израсната пред камера, кога цел живот сум го добивала тоа, на некој начин има поента кај што почнуваш да го слушаш. Јас повеќето од времето го имам изгасано. Мина од мала ми правеле коментари, ми кажувале и деца во школа дека татко ми плаќал, дека глупости. Ама добро, и што е тоа спорно? Не е спорно. Да плаќа, а што има без пари ти да ги преживаат, извинете, вие кога идете во продавница купувате нешто без пари, ви даваат, не, се плаќа во животот. И што е тоа чудно? Така што да, точно и твоите и моите родители и родителите на снимателите плаќале за да нешто добијат нивните деца. Тоа е природен процес. Значи зад твоето име има некои си предрасуди дека стојат разни контроверзни фигури. Како се справуваш ти со тие етикети, дали нешто ти значело кога си ги добивал и дали нешто ти значи ден денес? Не можам да ти кажам дека не сум се вознемирувал. Би било лага, тотално, и до ден денеска не дека нема вознемирува. Но јас велам секогаш од маздата се сервира ладно. А јас не заборавам. Имам лошо во карактерот што не заборавам, но не се не маздувам, само оставам времето да си го сервира своето. Да, кога ќе дојде овдека човек од СДСМ, најчесто ме плаќа ВМРО, кога ќе дојде од ВМРО, најчесто ме плаќа СДСМ, а кога бидат еден по друг, најчесто ме плаќаат од левица. Овие од левица често викаат немаат пари, не знам од кај ме плаќаат. СДСМ сега има гостин ми рече дека тие немаат пари, не знам како ме плаќаат. Овие од ВМРО не знам зашто ме плаќаат кога ги реално ги плукам и нивните. Плукам puno. Логика нема нештото, веројатно треба да побараат во некој трет човек. Добро, истото се зборуваше дека ме плаќаат и спонзорите дека се тука поради ете тие причини. Имаше и колега новинар кој што буквално му се јави најчесто да го повикам на интервју, нема да го именувам од за мене да ми биде мир на совеста мене и ми рече вика ама кај тебе еден твој гостин ме спомена во негативен контекст дека сум барал рекет. И јас викам, добро, и што е спорно? Јас ти споменав и гостинот сега. Не можам јас да одговарам што ќе каже гостинот. Гостинот е во живот, тука да се каже што мисли. И тој вика, кажи ми колку ти плати за емисија? Не викам без пари го викам зашто, али викам дојде ќе ти одговорам во живот, во студија. Не дојде. Толку е важноста и кредибилноста на тие информации. Небитни се. Верувајме дека се небитни. Ако сега ти имаш моќ да застанеш на власт, да станеш политичар и да смениш скраја било. Немојте молам, кај ти текна. Ама висока функција со многу моќ. Кои се 3 проблеми што би сакал сам да ги решиш во државата? Во моментов, некои 3 проблеми што ги имаме сега или што сме ги имале, што траат, што би сакал ти да ги решиш? Реално би почнал здравството, бидејќи не е круцијален проблем и мора да го решиме што побрзо. Потоа би отишол со правдата и со правосудството, бидејќи секој од нас во некој период во животот ќе заврши во суд или во обвинителство по XY причини од можеби од најнебитна работа. Реално и корупцијата. И корупцијата ви ја ставува во овој дел. Ако го решиме тоа, ние ќе решиме многу и како трета работа ќе издвојам хигиената. Хигиената преку јавната свест, затоа што доста више си се правиме паметни и си викаме, ама знаеш како катастрофа сегде фрлаат, што прават, политичарите се криви. Се согласувам, политичарите се носат вина. Јас Арсовска поради тоа и критикував во најголем дел од времето од покрај нерегуларности, други кои што јас сметав дека се нерегуларности, но извинете, ама имаме 100 политичари, така? Ајде да ги се, еве ќе земе 1000 нека видат. Па сега тие 1000 не едат по улицата да фрлаат ѓубре на секој чекор.
идеме ние останатите 2 милиона, милиони 500 и фрламе на секој чекор. Едно ѓубре, јас многу се нервирам друго, кидам дека сончоглед, гриза сончоглед и го фрлат на земја. И неколку пати застанувам, прашам, добро, зошто го правиш ова? Дај ми причина зошто. Зошто е проблем да земеш уште едно хартиче и го фрлиш во хартија? Така што, ние кои ќе си решиме овие основни проблеми, ќе можеме да тераме натаму. Веќе џабе образование, џабе се ако немаме култура и свест. Вратиме на темата говор на омраза на социјални мрежи, посебно во еден твој пост ти велиш: нели ви е срам да навредувате луѓе кои со сите своји мани имаат тежина во ова општество? Доктори, новинари, економисти, политичари, професори, музичари. Не зборувам за издржани критики, туку за навреди и квалификации, да. Дали имаше некој посебен коментар што ти го прочита, што тебе те поттикна да ја напишеш оваа порака? Или дали само Сигурно имал, затоа што јас никогаш не пишувам статус ако не ми скисна. Значи, избегнувам така. Не сакам да мудрувам многу по Facebook, тоа што имам да го кажам тука. Да. Вадат од Тимо Трилови, што смета дека е соодветно, сигурно имало, затоа што навистина плукана па се и што. Ние стварно негде се губиме помеѓу тоа да искритикуваме правилно и да кажеме, не знам, збор кој што не е критика, туку е омраза. Се почесто омраза. Ајде ќе земам последниот случај. Не знам зашто сум мислел тука, ама сигурно нешто страшно не изреволтирало, чим било волку образлажувачки. Сега последно ми изреволтира случајот со Ивана и со Катја. Буквално таа трагедија прво треба да настане научи нешто. Ништо не научи. Пред да почнеме со снимање денеска, го отворив билтенот на МВР, има 4 пријави за семејно насилство, од која што едната беше татко заклучил мајка, тоест 4 деца во тоалет и додека малтретирал мајката. И сега можам да замислам што ќе бидат коментарите на малограѓанштината, не на сите, на малограѓанштината на социјалните мрежи. Ете, ако знае што го направила. Еве, види она кој знае кај била преска. Сигурно многу го изнервирала, му пререкла. Нема оправдување за насилство. Многу едноставно, кој е оправдувањето да оправдаш насилство, да оправдаш тепачка, да оправдаш убиство? Има ли оправдување? Нема. Значи, ајде малце да си го смениме менталниот склоп. Ако не си го смениме менталниот склоп, немојте да барате одговорност од политичари, од вашето дрсце, од ВМРО, СДСМ-ДУИ, Левица, Алијанса и кои да се... Не, никој не е крив. Тука веќе станува збор за мозок и за мајндсет. Значи, тие традиционални гледања на жените дека треба да се послушни, дека треба да ги слушаат своите мажи, дека треба да страдат на некој начин, тоа заврши во светот пред 150 години сигурно. А ние уште ден денес се справуваме со такви коментари. Само што кажа дека ние сме 150 години назад. Точно? Точно. Затоа што ние со тој мајндсет на традиција, на жената не треба да работи, треба да седи дома, значи тоа мене нема смисла. Не да нема смисла, тоа не сме да биде така. Апсолутно. Исто како што денеска ќе ти кажат кога ќе се жениш. Од ова случај, што би му кажал на Кристијан од насловната на наш свет? Браво. Толку. Толку? Само браво. Бидејќи Кристијан од насловната на наш свет никогаш не помислуваше дека ќе биде Кристијанот ова студио. Кристијан каде што граѓаните ќе бараат спас од неправди. Кристијан кој што многу лошо вака во трето лице, али Кристијан кој што буквално нема да се плаши од ништо и нема да го допре ништо. Кристијан кој што до ден денеска се шета слободно. Кристијан кој што може да стане на лице со било кого да разговара. И Кристијан кој што се промени многу. Благодарам многу. Фала, Кики, и ти посакувам уште повеќе успеси и ти држам за збор и не смееш да го изведеш тој дел, одиш во странство, но се враќаш тука. Добра, договорено.